Сега се враќаме на твојата кариера, вака малку се оддалечивме Да. за да го опишеме тоа Времето и време и просторот. ситуациите Во тенисот. во тенисот на овие балкански простори и поранешна Југославија. Сега да ни кажеш ти, после тие први твои настапи, нели доаѓаат настапи до 14 години, ти уште како тенисер во конкуренција до 12 учествуваш и на тие надпревари. Кога преминав во јуниори, немаше некоја голема конкуренција, искрено. Барем ја бев на такво ниво. Игра тука Трпковски, Пота, Лазовски, тие беа имињата кои игра, мислам, генерацијски со мене. Имаше еден јас, да кажем, после Панов, дока и мене, така да не постоева некој висок квалитет, така да немав проблеми што се вика до 18 години. Практично ја поврзуваше таа генерација так. од оние постари, така да кажам, тенисери до овие што доаѓа. Пред да преминам на тој период после јуниорска конкуренција, сакам да истакнам дека за време на јуниори бевме многу активни на турнири низ цела Југославија. Пред се со веќе покојниот Јовица Лазовски, па игравме на сите турнири објективно, кој ќе дојдеше тениската сезона, а тогаш се играше предимно, нали, летно време, односно на отворено. Немаше турнири на затворено. Учествувавме на сите поважни југословенски турнири. Учествувавме во многу, нали, како репрезентација на Македонија на Југокуповите и имавме навистина забележителни резултати. Со Јук имавте еден висок пласман и на државното екипно првенство во Загреб. Да, тоа е веќе во сениорска конкуренција. Па за тоа али ја претходно сакам да кажам за јуниорска конкуренција сме оствувале, сме делеле второ место во Југославија на Југокупови, мислам, играјки заедно јас и Јовица Лазовски, со тоа што не можам да заборавам два меча од тие надпревари, едниот во Бачка Топола, а другиот во Сплит, која беа Југокупови. Тогаш играв со Србија, која игравме решавачки меч со Драган Савич, кој покасно стана и државен првак сениорски. Игравме еден маратонски меч, кој сме почнале некаде на кај 5 часот, а завршивме, не знам. Се стемнуваше, мечот траеше неверојатно долго, со неверојатно долги поени, дури еден поен го броева, беше рекорден 105 пати да се префрли топката. И ја во принцип играв, негував по игра на мрежа. Сакав да играм малце по-остро и по-нападјачки во фаќав тенисот. Додека Драган Савич беше еден играч кој што повеќе идеше, ја засноваше својата игра на грешка на противникот, така да игравме. Да го измори противникот на долги поени. Он ми го наметна својот стил на игра, така да затоа и мечот траеше многу долго. А ти пресврт некој не успеа да направиш со таа агресивна игра на мрежа. Беше со пресврт и јас можев исто да го добијам мечот. Меѓутоа зборот ми беше дека сите надпревари завршија, сите се спремија, требаше да се оди на вечера, сите дојдоа да гледаат, облечени, чекаат со автобус, требаше да не носат на некој остров таму на Дунав. А вие играте ли играте? Трае и не знам, некако го доигравме, иако веќе не се гледаше. Тоа ми беше така многу криво, бидејќи ако го добиев тој меч, ние победувавме со тоа 3-2, место да изгубиме со 3-2 и бевме сигурни втори играчи, втора репрезентација, бидејќи хрватите секогаш биле неприкосновени прваци. Слично се случи во Сплит, исто ја и Јовица играме, али во репрезентација, и тогаш против Босна и Херцеговина играв на прва табла со Ненад Ѓурановиќ, исто покасно државен првак јуниорски, а и сениорски, а и еден од најмладите Девис Куп репрезентативци, он во јуниорска конкуренција на еден меч отиде со Бора Јовановиќ и Никола Пилиќ да биде како трети играч и четврт беше.
Со него играм меч, а тоа ми беше, мислам, време кога ја играв најдобар тенис, тоа е 18-та година, и водам 6-2 и 5-1. Значи, мечот, ако го добиам, уште за еден гем, а играв перфектно, све ми одеше, бевме сигурно втори, пак после Хрватска, као Македонија. Водиш 5-1 во вториот сет. Да. И он ја менува играта, почнува таа игра што мене не ми одговора, а таа е пимплањето, така наречено. Да. И полека он успеа да ме добие. Меѓутоа, јас независно тоа, последниот меч го играв со Франуловиќ, со Хрватска кој игравме, а он не ги играше мечовите, играше само против Србија и против Македонија. На прв меч, другите мечови не ги играше, немаше потреба да игра, он беше веќе европска класа. И последниот меч го играше со мене, беше втор меч со него што играм, претходен играв на Јагацов меморијал во Загреб. И првиот сет ме добива, вториот сет јас водам со 4-1 и на негов сервис имам едно 7-8 предности за 5-1, каде што Веќе ти го добиваш после сервисот. Не, голема шанса да добијам сет. Успехот ќе беше огромен да добијам сет, не е мечот немаше да го добијам. Меѓутоа, он толку беше упорен со тој сервисот негов јак, а игравме јако, нали, он игра офанзивен тенис. И јас му парирав. Јас најдобар тенис играв со подобрите од мене. Кога ќе дојдеше некој посла, поготоа што не игра офанзивно, јас тогаш губев. Односно, тешко минував. Така да, тоа ми беше, кога слушна, нали, дека нешто му водам, се насобра сите да гледат, бидејќи последен меч отидува на бањање доле на Бачвица, кај што игравме, па сите дојдоа се вратија да го гледат мечот. Завршицата, да. Дали ќе изгуби Франуловиќ сет воопшто, зашто тој не изгубил, не меч сет не изгубил од никого. Но така, тоа беше. А на поединечните младински првенства исто имаше ти високи така пласмани. Меѓу осумте често се пласираш и така. Па не често, али јас тука бев меѓу најдобрите 10-5 играчи, зависи у која сезона. Многу силни играчи имаше у тоа време, нали? Јас ги спомнав овие, и Тандари, и потоа Фрисчич, Иванчич, тие беа моја генерација. Сега за она сениорско кои првенство. станаа после Девис Куп играчи, а јас ги победував. Го имав победа и Фрисчич и Иванчич у своје време, као јуниор. Меѓутоа, они продолжија кариерите, јас Ти кажа, во сениорска конкуренција. Факултетот ми беше на прво место и учењето, ова ми беше една љубов која што не сакав да ја напуштам, меѓутоа не бев професионален во смисла да се посветам само на тенисот. Екипно првенство, четврто место, Загреб, како изгледаше тоа? Тоа беше, значи, навистина голем успех. Ние всушност учествувавме како прваци на Македонија на сите државни првенства. Во тоа време се одржува во еден циклус, во еден град и се играше по систем на елиминација. И тогаш во Загреб успеавме навистина да освоиме четврто место. Тогаш во екипата на Хрватска, која беше првак, играше и Боре Јовановиќ у стари години. Иначе составот на екипата беше Апостолов, Панов, Николовски, Лазовски, Трпковски и јас. И Милутин Ѓуровски беше присутен. Тоа беше екипата која што го освоивме тоа историско место, четврто место во Југославија. Покасните години учествувавме се формира лига на надпревари. Прво ние бевме во втора лига, освоивме убедливо прво место, се пласиравме во прва лига. Нажалост, немавме толку јака екипа за да потоа го повториме тој успех кој беше од Загреб. А во тој период кој беа во таа екипа? Можеш да се подсетиш покрај тебе? Покасно, како не? Па игра браќата Китинови,
Шевченко, Андонов, у тоа време таа екипа играше. Во втора лига игра и Коцев, и Гламочанин, и Попов, го заборив, се извинам, Горан Попов. И Горан Попов беше во таа екипа. Во твојата биографија, тоа го знам, и јас мислам, бидејќи следев тенис, Так. ти И пишуваше за тенис. И пишував таму. Во има многу и некои написи ја ги има, твоето име беше. Да. Како ветеран, повеќе кратен првак на повеќе турнири на ветерани, па Да. како изгледаат тие турнири, со кои се среќаваш? Тие турнири се одржува доста активно, беа присутни многу и рекреативци, условно кажано, кои што игра така од задоволство тенис. На тие турнири игра и бивши играчи, како ветерани, меѓутоа играат и луѓе што покасно почнале да играат тенис, што не биле у она активна време на активно играње тенис. Во младоста не играле, подоцна. За рекреација почнале Така, со тенис и учествуваат да, тоа беа на тие турнири. Јас најчесто тогаш и дубал играв со Гламочанин. Спасеновски Јован е еден од доајените во тенискиот спорт. Тој уште на времето играше активно тенис, меѓутоа и он, треба да спомнеме, беше и активен фудбалер на Љуботен. Да. Фудбал играше и тој, да. Тој во касни години, и уште, што се вика до денеска, он игра тенис, еден од после Милутин Ѓуровски, еден од играчите од овие простори кој во касни години игра тенис. Играл тенис непрекинато. Откако заврши она активно играње, би рекол, него сметам ова ветерани и така, Да. тоа е повеќе рекреација. Точно така. Беше вклучен во форумите, да кажам, на Тениската федерација на Македонија, па во Југославија, па еден кус период беше и селектор на нашата репрезентација. Сега минуваме на тој втор дел, твоите ангажмани како спортски работник, ајде како Так. функционер во тенискиот спорт. Така. Па, ја уште како играч се интересирав на некој начин од постоењето и активностите кои ни дава можности за да играме што повеќе. Меѓутоа, во покасни години, кога веќе јас професионално завршив факултет и редовна работа, сепак ја продолжив да играм рекреативно, а и прво напредувачки. Тоа сакам да кажам дека испуштив, да кажам дека мене во кариерата ме прекина и еден проблем со здравјето, односно мене ми констатира шум на срце и дури ми забранија да се надпреварувам. Тоа бев некаде на 20-24 години. Меѓутоа, тие диагнози течеа подолго време, па потоа се демантира, па ми кажува дека е тоа спортско срце, како што се појавува кај доста спортисти, проширено срце. И јас малце недисциплинирано потоа продолжив ја да се надпреварувам. И не го кажав тој период кога игравме уште во екс-Југославија, игравме куп се викаше куп Републики на и покрајни. На републиките се играше на тјентиште, на тврдата подлога, и тогаш игравме 2-3 години поред. Николовски тоше... Подсетам, партизанска олимпијада беше тоа, и во рамките на таа олимпијада имаше и атлетика, ракомет, фудбал, тенис, во повеќе спортови. И морам да кажам дека во состав Николовски Тодор, Лазовски Јовица и јас, бележевме доста добри резултати и на тие надпревари. Дури бевме исто, делевме втори места. Така да тоа беше тој период кога го игравме и тој дел. Сега за ова другата активност моја, некаде после кариерата, после долгото играње, а и прекини,
обавав повеќе функции во клубот. После генерацијата на активисти спортски, браќата Андреевски, професор Александар и академик Андреевски, професор Благо Андреевски, Боро Чакар, тие веќе, мислам, кога напуштија тие функции, да речам, Весто за помлади вече. Друга генерација која продолживме да го водиме тенисот, така да бев јас председател на тенискиот клуб Јук, потоа секретар и председател на Тениската федерација, тогаш на се викаше Тениски сојуз на Македонија. Кој период беше тоа? Па тоа беа крајот на втората половина на 80-ти години. А ти играше до кога активно? Па ја Можеш велам, да се подсетиш? па се подсеќам, немав некоја резка граница. Знаеш, Да, ќе речеш напуштам, пак ќе се врати. Да, фудбалерите, нали, ги стават на клин копачките и вика готово, завршил кариерата или не знам што. Тенисот е малце по-специфична работа, јас дете напуштам, па продолжувам и така. Играв не многу големи турнири надвор од Македонија. Ама играше. Али играв. И до кога траеше тоа враќање? Па, дока и 40-те години можам да кажам дека учествував. Па, велам, на 36 години играв финале на Републичко првенство со Горан Шевченко. И после тоа, значи, се вклучуваш во структури на федерацијата, тогаш Сојузот. Да, и дори како председател беше тешко да се води. Па потешко беше да ја кажам, тенисот настојувавме да го популаризираме и до некаде успевавме. Тогаш започнаа првите, нали, да речам, клубови да се формираат и во Штип, во Битола, во Охрид и така. Но тој процес покасно продолжи. Потешко беше водењето на клубот Јук. Затоа што во тоа време, искрено да кажам, ние немавме доволно средства. Чисто средства, да речем, државни. Тоа беше, нали, патувањето на надпреварите бара средства. Такво време да требаше државата да финансира и да најдеш некој од поголемите фирми, спонзори, така натаму. Тешко се доаѓаше до тоа, дури и спонзорството со Металски завод почна, пропадна и така. Но, на целата генерација што во тоа време го водевме Јук и покасно и федерацијата, единствена цел ни беше како играчи, бидејќи како тенисери, да го буткаме спортскиот дел. И морам да кажам дека во тоа време практички почнаа да се експонираат играчите Попов, Шевченко, Китинов во југословенски рамки. Ние се што правевме со минимални средства настојувавме да ги испраќаме овие играчи на сите турнири, дури и на меѓународни турнири, што навистина, еве, ако беше тешко беше, но имавме некоја сатисфакција што тие бележеа врвни резултати и во пионерска и во јуниорска конкуренција и беа врвни југословенски играчи. Па и по самостојувањето на Македонија беа членови на нашата Девис куп репрезентација. Ти беше еден период и селектор. Ајде за тие моменти, кажи ни, има некои интересни работи врзани со тоа твое селекторување, да речем. Така. Во 1993 година, мисли, че не беше тоа, и према 4-та година, бев избран за селектор на, односно за државен капитен на тениската репрезентација, односно репрезентации, а воедно и селектор на машката репрезентација. Тоа беше период кога ние требаше да играме во третата евроафриканска зона, која требаше да игра во Сенегал, во групата со Сан Марино, Етиопија и Турција,
една полуфинална група и другата кај што играа Сенегал и Луксембург и Босна и Херцеговина. Јас пристапив, право да кажам, иако со аматерски ангажман, меѓутоа апсолутно пристапив професионално, направив програма на припреми. Играчите кои дел од нив беа практички во странство, успеавме да дојдат во Скопје и припремите ги одржавме скоро 20 дена, секојдневни, со тоа што како спаринг партнер дојде со играчите да работи Батев, исто од Германија, наш играч. Воведов прв пат кондициони припреми, кој ги правеше со професионалец Вучков. Така да комплетни... Не им беше тешко одеднаш атлетски тренинг? Па они молчеа, мислам. Прифаќа се, имав некој авторитет према мене. Играчите пред се, мислам, тука беа да ги спомнам. Николовски Огнен, Попов Горан, Јовановски Драги, Шевченко Горан, Лазар Магдинчев, Ице Христов, Јанков, пардон. Тие беа кандидатите за четворицата што треба да се пријават. После завршувањето на припремите и на самите игри што ги имавме над превари во Сенегал, за кои може после да зборуваме нешто, сакам да спомнам ова во врска со припремите. Во една прилика кога се отпуштивме и они ми викаат, бидејќи тоа беше крај на декември и почеток на јануари. Вика, на нова година одиме на пречек, вика, не можеме да мрднеме, од што бевме уморни од тренинзите. Вика, што ни напред, не можевме никако да прославиме убаво, како што знаеле. Иначе, попатно јас воведов тогаш и прегледи специјални кај Тројачанец, професор Тројачанец, каде ги испитува психофизичките способности, односно пред се физиолошките на факултетот медицински физиологија. Каде што ни препорача и начинот на исхрана, па набавивме специјална исхрана, водев сметка за сето тоа, поред физичките и другите припреми. И колку траеше тој селекторски стаж? Па, неполна година, бидејќи јас програмите што ги зацртав и што сакав да воведам еден вид нов професионализам. Не професионализам прав спешен разбор, него да не биде тоа... Работи вака посериозно, да не биде препуштено се на импровизација, така те се. Јас поставив работата на следниот начин. Значи, да се дадат целите, да се припреми програма за остварување на тие цели и одговорност при тоа. Но сето тоа да има некоја сатисфакција за учесниците во целиот тој процес. Сакав да екипата као државна репрезентација учествува и на европскиот куп. Постоеше европски куп и така натаму. Значи, поставив малце по-професионално, што до тогаш не беше случај. Меѓутоа, не знам од кои причини, тоа не беше разбрано. Баш и јас искрено дав само оставка, бидејќи мислев дека не може тотално аматерски да учествуваме во нешто што е сериозна работа. Рече во еден момент дека факултетот ти беше во тој период оној главниот да го завршиш и така се разредчија тренинзите во тенискиот спорт. Кој факултет? Па, добро, јас текот на целото моје школување сум бил одличен ученик, секогаш било учењето на прво место, па после спортот, иако во тоа време не постоева зимски надпревари, ние нешто импровизирано трениравме во некои сали и така натаму, у тој период велам, игравме само летниот период кога и нема учење. Меѓутоа, кога дојде време за факултетот бара континуирано и лето и зимо, што се вика учење и ангажирање, така да завршив технолошки факултет
се вработи во Хидрометеоролошки завод, практички основоположник на мрежата на загаденост на воздух, односно као Хидрометеоролошки завод. Ние први со закон од 73-та година, 74-та година започнавме да ја формирам мрежата на следење на загаденост на воздух, на дневни концентрации на загаденост на воздух. И тогаш почна тие мерења. Да, од тогаш се почнати и од тогаш прв пат ние што дававме на телевизија Денеска страф не фаќа од тие резултати од мерења. Да, тогашните објавувањата, тогашните резултати луѓето уште не ги доволно разбираа, можеби и така натаму. Али тоа јас таа работа ја убавав 10 години во Хидрометеоролошки завод. Се оформи таа служба за следење на загаденост на воздух низ цела република, а потоа продолжив во Алкалоид, во истражувачки оддел, каде што работев на органски синтези, меѓутоа ми остана таа моја определба за животна средина и покасно, или поголемиот дел од 21 година посветив во работа на животна средина на целиот Алкалоид. Значи тоа е од професионалната тука има кариера, многу да се зборува, технолог. но Добро, ова не е сега, емисија за тоа. Овдека темата е спорт, а вака Да. попатно кажавме кој си и што си. Да. Еве, дојдовме и до крајот на емисијата, па да кажам за гледачите, оние кои можеби подоцна се вклучија во програмата, дека тоа беше Славчо Ночев, нашата тениска легенда.